гревови, грешки, погрешни одлуки во животот, верувам дека на сите ни се познати од своја кожа, на своја кожа ги имаме осетено. Секој од нас е склон или кон правење грев, не или, и кон правење грев, и кон носење погрешни одлуки во животот, и кон трпење на тие последици од погрешните одлуки кои што ги носиме во животот, дури од гревовите кои што ги носиме во животот. Евангелието ни вели дека поради жртвата и воскресението на Господ Исус Христос, вечната казна за нашите гревови нема да ја добиеме, ама никаде во Библијата не ни се ветува дека привремените последици од нашите гревови, од нашите погрешни одлуки, дека нема да се соочиме со нив. Баш напротив. Значи, во едно од посланијата апостол Павле пишува кој што си сеел, така ги си жне. Така да нема бегање од тоа. И добро е, нели, во црквен контекст многу често зборуваме за тоа дека треба да се стремиме кон духовни успеси, треба да се стремиме кон живење во светост, треба да се стремиме кон живење во праведност, во тоа да носиме мудри одлуки во животот, да не носиме избрзани одлуки во животот. И тоа е добро и треба да се зборува за тоа, а исто така треба да се зборува за ситуациите кога не живееме така. Бидејќи ние во црква нели доаѓаме и обично кога доаѓаме во црква се поздравуваме со луѓето, се прашуваме како се викаме, Господ те благослови, ќе свртиме некој мовет за Бог и на некој начин добиваме впечаток дека сите луѓе кои што доаѓаат во црквата се име рамно цело време живеат како што треба и така натаму, ама реалноста е малце поинаква. Реалноста е дека и христијаните, без разлика колку време се во црквата, без разлика колку добро си ја знаат Библијата, од време на време некој ќе направи грев, од време на време ќе донесеме некоја одлука која што нема да биде водена од Евангелието, ќе биде водена од емоциите. Нема да биде водена, не знам, од Светиот Дух, ќе биде водена од страв. Нема да биде водена од проникливост, ќе биде водена од паника. И тие одлуки ќе не коштаат нешто во животот. И тоа е реалноста. Сега, едно од работи кои што ми се допаѓаат кај Библијата, нели Библијата верувам дека е Божји збор и дека е вистините. И Библијата тоа што е Божји збор и затоа што е вистината, ни објавува вистината таква каква што е, без разлика дали ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Кога ќе земеме да читаме Библијата, ќе видиме дека оние така наречени позитивни карактери кои што се во неа, нели, што ги викаме херои на верата, како сакате да наречете ги, некој ги вика свети, некој херои на верата, како да ги наречете, во Библијата се представени такви какви што биле, а не такви какви што требало да бидат. Значи, кога ќе земеме да читаме за било кој, Аврам ли е, Мојсе ли е, Павле ли е, Петар ли е, кој да е, читаме за нивните добри моменти и читаме за нивните лоши моменти. Читаме за моменти кога верувале и биле храбри и биле смели и направиле правилната одлука и читаме за моменти кај што биле водени од страв, кај што направиле грев. Читаме за моменти каде што Мојсе вика, јас Господе не сакам да го водам веќе овој народ. Да, долги години го водел народот, ама има момент кај што му дошло преку глава. И некој пат и нас ќе не дое преку глава од некој работи во животот и се ги имаме тие Мојсе моменти, каде што може цела недела ти биде добра и посветена така натаму и на крајот на неделата ќе се деси нешто и кажеш, аман бише. Има моменти кај што Аврам вика, му поверува на Господ, му се засмета тоа за праведност, после некое време Аврам лаже дека жена му уствари сестра му е, само за да не го убијат. Иако Бог му рече, од тебе ќе изведам големо потомство. Тоа по автоматизам значеше дека се додека не дојде големо потомство од тебе, никој не може да те чепне. Овој се вика, што е сигурно се. Бог ми вети дека ќе иде големо потомство од мене, ама ја да си го направам тоа што зависи од мене, за да си го спасам животот. Таткото на верата имаше момент на пат. И можеме да учиме како од нивните позитивни моменти, така од нивните негативни моменти. И денес ќе размислуваме за една новозаветна личност, која што имала, како и секој друг човек, како и јас и како и ти, имало и позитивни и негативни моменти во својот од со Бог. Станува збор за Марко. Сега, Марко е, прв пат него го сретнуваме во Дела, отворете во Дела на апостолите, 12 глава,
Всушност, Марко има две имија некој начин, Јован и Марко. Вика, во 12 глава, 12 стих дела, вика, Јован наречен Марко. Јован наречен Марко е истиот оној, Марко ќе го викаме денеска, е истиот оној за кој што денеска велиме дека нели имаме 4 евангелија во Библијата во Новиот Завет, значи Матеј, Марко, Лука и Јован. Марко е истиот овој Марко за кој што ќе размислуваме денеска. Евангелието, он го има напишано Евангелието според Марко. Во 12 глава, дела на апостолите, 12 стих, се пишува за Јован, наречен Марко, односно за неговата мајка Марија, која во чијшто дом се собирале луѓе на молитва. Сваќајќи го тоа, тој се мисли на Петар, дојде до куќата на Марија, мајката на Јован, наречен Марко, каде што беа собрани многумина на молитва. Немаме премногу информации за тоа кој е Марко, ама Марко има многу интересна животна приказна. Има мајка во чиј дом се собираат христијани. Не можеме да бидеме 100% сигурни, некој претпоставува дека во нивната куќа се собирала домашна црква, мала група. Марко бил човек кој чија мајка собирала христијани дома за молитва, и исто така во Колосјаните 4 глава 10 стих се кажува кој му бил братучет. Братучет на Марко бил многу познат христијанин од првиот век. Во некој преводи вика братучет, во некој преводи вика внук. Вика, ве поздравува Аристарх, ова го пише апостолот Павле, кој е со мене, и Марко, внукот, или во некој преводи пише братучедот, на Варнава, за кого добивте заповед, ако дојде кај вас, примете го. Значи, имаме човек чија што мајка собира дома христијани, за да се молат, и чиј што братучет, или чичко, не знаеме, бил вклучен во служба. Значи, му била позната и христијанската вера, и христијанската служба. И не само тоа, туку Марко, од Дела на апостолите, 12 глава читавме пред малце, 25 стих, вика Варнава, братучедот или чичкото на Марко, и Савле, односно Павле, откако го исполнија задолжението, од Ерусалим се вратија во Антиохија, од каде што го зедоа со себе и Јован наречен Марко. Човек кој што слушал за Христос. И во одреден момент, нено тие така наречени Павлови мисиски патувања, апостолот Павле заедно со Варнава викаат, дојди со нас ќе служиме заедно. Сега сте гледале народната приказна класика е Пишманаџија. Што Ѓорѓе Колозов оди на Аджилак и од скржавост, пошто бил скржав, после некој време се враќа и него исполнува тој на некој начин завет даден пред Бог, бидејќи убило страв. Марко е Пишманаџија од Новиот Завет, еден од многуте. Затоа што во 12 глава 25 стих видовме, тргнува во служба и после некој време 13 глава, значи они веќе одат, Павле, Варнава и Марко одат во служба. И првиот град кај што одат, првото место кај што одат, во Кипар, не им оди баш добро. Имаат опозиција од тоа што го гледаме директно што е запишано во Дела апостолски, само еден човек го прифатил Евангелието. За другите не знаеме. Се соочуваат со човек кој што бил обземен од демони и не знаеме поради која причина, ама во 13 глава 13 стих Павле веќе неговите придружници отпловија за Пафос и пристигна во Пергија Памфилиска. Тука Јован се одвои од нив и се врати во Ерусалим. Некој преводи дури викаат се врати во Ерусалим кај мајка му. Како да сака да го понижат, маминиот син се врати дома кај мајка му. Човекот кој што слушал за Христос, човекот кој што рекол, јас ќе му служам на Христос, се вика, знаеш што, да се вратам јас дома на Ево. Тешка е службава, не се обраќаат многу луѓе, имаме демонизирани луѓе кои што не напаѓаат, не се противат и така натаму, јас си го фаќам патот и си одам накај дома. Може би било бесхрабрен, затоа што немало премногу плодови во службата. Пак им кажам на сите, вие кои што сакате да му служите на Бог, вие кои што му служите на Бог. Вие кои што му служите, веќе го знаете тоа. Вие кои што сакате да се вклучите во служба, една работа мора да знаете. Службата ќе биде тешка на моменти. Ќе биде благословена, не викам дека не. А на моменти ќе викаш, што си го трошам јас времето? На кого си го трошам времето?
служам, и се молам, и сум посветен, и одам, и се мачам, и ќе има моменти кај што нема да има плод. Грешка ќе направиме ако во тие моменти поставиме како Марко и се викаме, знаеш што, тешко е ова, јас се враќам назад дома. Може би мајка му фанела, не знаем. Може би го фатела носталгија по родното место. Дај да се вратам назад во Ерусалим. Што и да е, на некој начин се вратил, ако може така да кажеме, не ме сваѓате погрешно, не го загубил спасението, ама се вратил на стариот живот. На стариот живот во стилот на Ерусалим на некој начин во овој текст треба да ни биде како синоним за тоа што е удобно. Се вклучуваш во служба, не е удобно, има предизвици, тешко е, што ќе правам? Ќе се вратам назад во удобноста. Ајде назад во Ерусалим. Зошто? Бидејќи службата не е таква како што јас очекував дека ќе биде. Нема да биде таква како што ти очекуваш да биде. Ќе има моменти на притисоци, ќе има моменти кај што луѓето ќе слушаат и ќе сакаат и ќе биде благословени, ама ќе има моменти и на притисоци. Предпоставам дека на секој еден од нас ни си има случај ова во животот. Да се вратиме назад во Ерусалим или пак да бидеме во искушение да се вратиме назад во Ерусалим. Тргаме во Кипар, одиме и викаме, ајде ќе биде благословено, ајде Господе, нов почеток. Ова ми е нов почеток. Колку пати му викаме Господ нов почеток. Господе, од утре 3 точки. Најчесто го правиме тоа за нова година или за родендени, ама некој пат кој ќе ни дојде преку глава од некој животни околности, викаме, од утре Господе, јас попосветено ќе живеам. Од утре ќе читам поише, од утре ќе се молам поише, од утре ќе сведочам или ќе служам. Што и да. Секој од нас има од утре со 3 точки. И некој пат се случува да речеме од утре е 3 точки и ќе почнеме. И ќе трае ден, 2, 3, 4, 5. И после некој време, некој пат затоа што се обидуваме во свој стил да го живееме христијанскиот живот, паѓаме. Се враќаме во Ерусалим. Како Марко, се викаме, поудобно ми беше, иако да, може би сум на некој начин малце далеко од Божјата волја, но поудобно ми е во Ерусалим. Секој од нас нашол оваа ситуација. Не само Марко, не само ти и јас. Пак ќе речам, ќе земем и ќе отворим Библијата, секој библиски лик во одредена смисла се вратил во Ерусалим. Бидејќи Ерусалим е на некој начин, да, синоним како за место за удобност, ама и синоним за место кое што не е Божјата волја за нашите животи. Божјата волја за Марко било да дојде таму во Кипар и да служи. Тешко било? Да, тешко било. Ама на тој начин ќе им послужил на многумина. Секој од нас има моменти кога ќе се викаме, подобно ми е во Ерусалим. Ќе се вратам, некој пат Ерусалим е греф, некој пат е некоја погрешна одлука, некој пат е стар начин на живење. И многу важно прашање во таква ситуација, кога ќе паднеме, ова некој начин е слика на духовен пат. Бегам од Божјата волја, бегам од тоа што Бог го сака за мојот живот. И во такви ситуации, она што е многу важно е како реагираме, бидејќи секој од нас нашол во таква ситуација и верувајте кога тогаш ќе се најдете во таква ситуација. Некој пат Ерусалим ќе биде греф, некој пат Ерусалим ќе биде погрешна одлука во животот. И ќе ги трпиме тие последици. На некој начин е синоним за духовен пат. И многу важно прашање, во такви моменти е, кога ќе паднам, кога ќе донесам одлука која што е спротивна на Божјата волја, кога ќе бегам од тоа што Бог го има за мојот живот, што правам тогаш? И две опции имаме. Или кога ќе паднеме, ќе се валкаме доле на земјата и ќе останеме доле на земјата, или по Божја милост, преку покаяние, може да станеме и да речеме било што било, ќе се ги трпам последиците од таа одлука што сме донел, од тој греф што сум го направил, ама нема да останам таму каде што сум. Нема да останам во Ерусалим. Нема да останам назад, нема да останам таму со таа одлука дека јас се вратив назад на стариот живот во мојата удобност. Боже, по Твојата милост се каам и ги трпам ако треба последиците привремени од моите одлуки, ама јас продолжувам напред. Многу голема грешка правиме кога, бидејќи духовниот пат, враќањето во Ерусалим на некој начин е проблем. Решението за тој проблем не е да останеме во Ерусалим. Туку решението за тој проблем е да се покајаме за тоа што сме го направиле и да отидеме таму каде што Бог сака да отидеме. Пак ќе речам, Ерусалим, да отидеме таму каде што Бог сака да отидеме, се тоа синоними за човек е далеко од Божјата волја,
и човек се враќа назад на правилниот пат и продолжува. Голема грешка правиме кога ќе направиме некаков греф, ќе внесеме некоја погрешна одлука во животот и после очајуваме заради тоа и си тапкаме во место. Ова, пред некој време читав една книга од Беседи за покајанието од Јован Златоуст. Многу добра. Ако може да најдете да читате, прочитајте премногу добра книга. И Јован Златоуст во таа книга, мислам, не има напишано, тоа се само што ги има собрано од негова беседи. Ама таму пишува дека дури вика на ѓаволот му е помило кога ќе очајуваме заради гревот, отколку кога правиме грев. Пошто вика, ако само правиме грев, а не очајуваме, големи се шанси дека може да се вратиме назад на правилниот пат. Викаме, кога правиме грев и влегуваме во очај заради тој грев. Леле, јас сум никаков, јас сум за никаде, не заслужам Бог да ми прости и така натаму, не заслужуваш, никој не заслужува, па да кажам. Ако ќе паднеме во очајот, тогаш веќе нема назад. Тогаш веќе као во Ерусалим сум во Ерусалим и таму ќе се останам до крајот на животот. Фала на Бог што Марко не остава во Ерусалим. После некој време, значи, Павле и Варнава одат во мисија, почнуваат малце, после некој време Марко ги напушта, ама они си продолжуваат. Се продолжуваат и поминуваат неколку области, неколку градови, они се задоволни од мисијата на некој начин. И во дела 15 глава, Павле му вика на Варнава, 36 стих. Вика, по некој време Павле му рече на Варнава, да појдеме пак во сите градови каде што го проповедавме Словото Господово, за да видиме како живеат. Многу добар принцип на работа. Кога им сведочиме на луѓето, кога им кажуваме за Бог и тие го прифаќаат тоа што им кажуваме, не викаме сега Господ со тебе ти тере си сам. Туку Павле вика, сакам да видам како живеат, сакам да ги посетам, сакам да ги охрабрам. И Павле му вика на Варнава, ајде одиме назад во тие градови да ги посетиме луѓето, да видиме како живеат. Варнава вика, супер, добра идеја. Може ли да даме еден предлог? Сега додавам збори, не го пишав баш буквално во Новиот Завет. И Павле го рекол, добро, кажи, што сакаш? Ајде да го земеме Марко со нас. 37 стих. Варнава предложи да го земат со себе и Јован наречен Марко, но Павле сметаше дека не доликува да го земат со себе оној што се беше оделил од нив во Памфилија и не беше пошол со нив по работата за која беа пратени. Многу блиски соработници. И вика од 39 стих, поради тоа дојде до жестока расправија. Ова е еден од тие не толку многу светли моменти во дела апостолски. Ние викаме, леле, во дела апостолски, првата црква, се продавале, се си делеле, проповедали така натаму, дама и се расправале. Покрај другото. Вика, така што се разделија еден од друг. И Варнава, откако го зеде Марко, отплови за Кипар, а Павле пак го избра Сила и замина од браќата предаден на Божјата благодат. Марко најверојатно добил желба да се врати повторно во служба. Сватил дека кога се вратил во Ерусалим направил грешка. Кога ќе направиме некаква грешка или некој греф, добро е ако сватиме дека е грешка или греф, речеме не сум јас за тука. Идам јас. Таму кај што треба да видам. Сега, Павле рекол, ја нема шанси да го земам со него. Недоверлив е и на некој ќе вика, не доликува на Божјото дело, не доликува да земам во црква некој да служи, во денешен контекст, кој што пред 5 месеци требаше да се појави да служи и не се појави да служи. Такви недоверливи луѓе Бог не заслужува во својата работа, такви недоверливи луѓе. Но, иако Павле немал доверба во Марко, некој имал доверба во Марко. И тоа бил неговиот чичко или братучет, пак да речем, зависи од превод кој го читате, ама неговиот роднина Варнава. И рекол, нема врска, сепак јас ќе го земам. Ќе го земам и ќе служиме заедно. Добрата работа е што Марко не се откажал. Добрата работа е што Марко не рекол, Павле не сака да служиме заедно, јас не сум достоен да му слушам на Бог, што кидам сега со мојот братучет, седи си дома, си ја направил грешката и трпи до крај на живот, седи во таа позиција до крајот на животот. Евангелието не е трпи до крајот на животот ако си направил греф или грешка.
Може ќе имаш привремени последици, ама можеш да се покажеш и да се поправиш. И тоа е многу важно за нас денеска. Без разлика дали стана збор за лична посветеност или може би стана збор за службата која што имаме во црквата. И поради Божјата милост, грешките и гребовите кои што ги правиме во нашиот живот, не мора да го има последниот збор. Поради Божјата милост, грешката која што Марко направил не било последното нешто што го знаеме за Марко. Ние денеска Марко не го знаеме како мамин син кој што се вратил дома кога му било тешко во службата. Го знаеме како соработник на Павле, го знаеме како некој кој што напишал Евангелие. Зошто? Затоа што се покајал, станал и продолжил напред. Затоа што како изгубениот син кога отишол од таткото се вратил, иако рекол: Боже, не сум достоен, татко, и Бог му вика: еве ти служба, пак ќе ти дам јас тебе служба. Ама клучот до тој момент секој пат е покаянието. Сега, фала на Бог што грешките од минатото не ја дефинираат, не ја дефинираат, туку не мора да дефинираат нашата иднина. И прашањето е како знаеме дека Марко навистина се вратил во служба и навистина останал верен во службата. Ироничното е тоа што тоа го дознаваме од апостол Павле. Истиот апостол Павле кој што рекол: не сакам да го видам, не сакам јас и он заедно служиме, нема да бидеме јас и он во истиот тим во служба, после неколку години го фали Марко. После неколку години, во Колосјаните 4 глава 10 стих, нели кај што читавме претходно, ама ќе прочитам пак стихот, нели вика дека Марко му бил внук на Варнава, ама приметете што вика за него. Вика 4 глава 10 стих, Колосјаните: ве поздравува Аристарх, кој е затворен со мене, и Марко, внукот на Варнава, за кого добивте заповед, ако дојде кај вас, примете го. На некој начин дава препорака. Марко служи, ако ја посети вашата црква, примете го. Филемон, 1 глава. Мислам, само една глава има Филемон. Ама Филемон, 1:23, те поздравува Епафрас, ова се поздрави до Филемон, кој е со мене затвореник во Христос Исус. Марко, Аристарх, Димас, Лука, моите соработници. Павле вика за Марко: он е мој соработник. Тој кој што пред неколку години не сакав да ми се приближи и да служиме заедно, он е мој соработник. Второ послание до Тимотеј, 4 глава, 11 стих. Земи го Марко и доведи го со себе, зашто ми е потребен во службата. Тој кој што викаше: не сакам да служиме заедно, се вика: знаеш што, голема работа ми врши. Земи го и донеси го тука со мене. Поради Божјата милост, грешките кои ги правиме во животот, гревовите кои ги правиме во животот, не дисквалификуваат до животно. Ќе трпиме одредени привремени последици, ама поради Божјата милост ќе може да се вратиме назад на правиот пат. Марко не бил човек кој што само им служил на христијаните во првиот век. Марко, преку тоа што го направил, е човек, пак ќе речем по Божјата милост, по Божјата благодат, кој што им служи на христијаните веќе 20 века наназад. Евангелие според Марко. Го имаме. Марко те служи тебе и служи мене. Истиот оној Марко кој што заблушавал, оној пишманаџија, кој што тргнал па се вратил. Бог го обновил и Бог му дал служба. И оно што мора да го имаме на уме, дека верувам дека кога Марко се вратил дома, нели кога се вратил во Ерусалим, кога им ствртил грб на Павле и на Варнава, тој не го загубил спасението. Барем јас така верувам. Не мора да се согласиме за. Не го загубил спасението. Он само се исплашил. Испаничил. Може би страх било, може би било безхрабрување, што и да е. Поради одредена причина он одлучил да го сврти грбот на службата. И на Павле и на Варнава. Ама не го загубил спасението. Он само бил христијанин, верувам, кој што бил во лоша духовна состојба во моментот. И кога збориме за покаяние, кога збориме за врати се пак на вистинскиот пат и така натаму, не збориме за луѓе кои што не го познаваат Бог. Да, покрај другото и за нив збориме, а исто така и за христијани, кои што ако направат реална проценка на својот живот, ќе речат ситуацијата во која моментално се наоѓам во животот не е добра.
И ако се мислиш што да направиш во таква ситуација, погледни на Марко. Донел погрешна одлука, се вратил, отишол таму кај што не требало да биде, после некој време рекол, најверојатно, не е запишано директно, но најверојатно се рекол, Господе, прости, ама јас сакам пак да бидам дел од тоа што ти го правиш. Без разлика каква е твојата грешка или каков е твојот грев. Ако речеш, Господе, прости, јас сакам да ме употреби за твојата слава и за твоето дело. Јас, врз основа на тоа што го читаме во Светото писмо, би рекол дека Бог ти ветува дека ќе го направи тоа. Дури некој пат, тие грешки и гревови кои што ги правиме во животот, тоа искуство кое што го собираме од нив, Бог ќе го искористи за да му се најде на некој кој што минува низ такви околности во животот. И во целава ситуација, нели со Марко, со неговото враќање во Ерусалим, па после неговото враќање во служба, па како прераснал во соработник и во некој кој што напишал Евангелие, има една многу важна личност која што верувам дека Бог преку таа личност действувал за Марко да биде тоа што бил. И тоа не е Павле. Павле понатаму се вклучил во животот и му помогнал. Ама неговиот чичко или братуче Варнава. Кога Павле рекол јас не сакам да имам ништо со Марко и тој е недоверлив, имало еден човек, тој бил Варнава, кој што рекол јас ќе му дадам шанса. Знам дека не зафркна пред неколку недели, пред неколку месеци. Знам дека не го стврте грбот. Знам дека не остави на цедило. Ама он вели дека се кае и он вели дека сака да служи. И јас ќе му дадам шанса. И за ова ќе зборам следен пат кој ќе проповедам мисленка за 2-3 недели ќе биде, ама многу е важно. Бидејќи некој пат можеби некој од вас се слуша оваа проповед и се вика, па ја искрено не се наоѓам во ситуацијата на Марко. Не сум во некоја си кој знае каква лоша духовна состојба. Фала на Господ, остани таму додека можеш. Ама, имаш некој што е како Марко, најверојатно, во твојот живот. Имаш некој кој што е во таква лоша духовна состојба. И ако не си во кожата на Марко, поттикот, верувам, е биди во кожата на Варнава. Биди оној кој што ќе пристапи на таа личност која што духовно е падната и ќе рече ајде да се молиме, ајде да разговараме, ајде да видиме како ти можеш да продолжиш напред од оваа ситуација. Да не лежиш само на земјата и да се валкаш и да речеш леле грешникот и така натаму тешко мене. Океј, грешник си, сите сме грешници, ама Божјата волја да продолжиш напред. И верувам дека причината зошто Марко може да се врати повторно назад во служба е затоа што имал некој како Варнава. Не го величиме Варнава. Светиот Дух работел преку Варнава. Ние сме ништо освен инструменти во Божите раце. Ама верувам дека поттикот на овој текст, на оваа животна приказна на Марко е, ако не си Марко, биди Варнава. Значи, Боже, ти преку твојот дух покажи ми кој е во таа духовна состојба. Јас сакам да бидам тука за таа личност. Сега, ќе си дадам слобода да читам меѓу редови малце во животната приказна на Варнава и на Марко и што се случува во животот на Марко. Ќе си дадам слобода и ќе речам дека има уште една личност овдека која што направила грешка во целава ситуација. Марко направил грешка со тоа што се вратил назад, ама и апостол Павле направил грешка. Ако бидеме реални. Па ќе речам, ние не сме под притисок да величаме било кој во Библијата. Го величаме само Бог. И он е безгрешен. Сите останати направиле некакви грешки. Верувам дека кога имало можност, Марко повторно се случи во службата. Може би Павле не требало да биде толку злопамтило. Во смисло да рече како, да, не зафркна, ни го сврте грбот, така натаму, ама ајде го земе барем на недела дена да му дајме пробно, нека седи со нас да видиме дали е доверлив во службата. Павле рекол, јас не сакам да служам заедно со него. Зошто? Затоа што, пишува, не доликува со него да земе таква личност. Арнова години подоцна му доликува да му рече на Тимотеј, знаеш што, ајде не се ми го Марко ќе ми послужи во службата, ќе ми биде корисен во службата. Верувам дека Павле направил грешка. Може да биде малце помек,
попусли во таа ситуација. Затоа што години подоцна, на некој начин со тоа што Павле го прифаќа Марко, признава дека Марко е доверлив, дека може да му се верува и дека може да се случи заедно со него. Сега, некој пат во животот и ние сме склонни да правиме вакви грешки во стилот на да носиме заклучок за тоа какви се другите сега, врз основа на тоа какви биле вчера. Не буквално вчера, во минатото. Тоа што Павле го рекол за Марко е, Марко пред неколку месеци не напушти и врз основа на тоа што го направи пред неколку месеци, јас не сакам сега да го земам во службата. Не сакам сега да соработуваме заедно. Марко е таков и тоа е моето мислење, сега е таков, бидејќи вчера беше таков. И некој пат им лепиме етикети на луѓето врз основа на нашите минати искуства со нив. Не викам дека треба да ги занемаруваме искуствата и минатото. Минатото може многу да не научи. Ама не е во ред кога, исто така не е во ред кога носиме заклучок за другите луѓе денес врз основа на тоа што направиле пред неколку месеци, пред неколку години, некој пат и пред неколку децении. Некој пат ние викаме, кога некој ќе ни збори за некој личност, викаме, го знам јас некој. Ви се случило тоа да го слушнете или да го кажете? Ќе ви кажа некој, абе, знаеш што, овој вака например, го знам јас некој, оставите. Или за некоја жена, абе, знаеш што, ова ми помогне, така натаму и свикам се, ја знам јас некој. Сигурно има лоши намери. Сигурно нешто мути, сигурно нешто прави и така натаму. И тие работи ги кажуваме врз основа на тоа што го знаеме за луѓето од порано, а не врз основа на тоа дека сме им дали шанса сега, во моментот, да покажат дали се покајале за тоа што го направиле. И верувам дека кога имаме таков став кон луѓето, грешиме. Не секој пат. Некој пат кога кажеш го знам јас него или ја знам јас неа, стварно го знаеш, ја знаеш и стварно знаеш дека истата личност. Дека 100 пати рекол се покајал и се променил и истиот си останал, истата си останала личноста. Ама верувам дека кога Марко не рекол 100 пати јас се покајав, па 100 пати покажал дека не се покајал. Рекол сакам пак да служам и Павле не му дал таа шанса. Не викам дека треба да бидеме наивни. Секој пат кога некој ќе рече, знаеш што, јас се променив, стај годма нека проповеда или нека служи во црквата или што и дали дај му нова шанса во животот. Од една страна е наивноста. Наивноста верува во се. А некој каже вака, наивноста вика да, така е. А од друга страна на наивноста е скептицизмот. Кај што, ако наивноста верува во се, па скептикот па во ништо не верува. Верувам дека и едната страна и другата страна се крајности на кои што треба колку што можеме да ги избегнуваме во животот. А тоа што имаме дадена ситуација, имаме момент каде што Павле не верувал дека Марко се променил, а Марко се променил. И тоа е многу важно да го имаме за нас денес тоа, затоа што некој пат ќе доаѓаме често во ситуации во животот кај што некој кој што ни сгрешил, некој пат нас лично, директно, некој пат сгрешил и направил грешка кој што колку толку нас не засега и таа личност ќе дојде и ќе рече дека се покајала и ќе побара нова шанса. И верувам дека следен пат кога ќе станеме во таква ситуација, наместо да тргнеме со ставот те знам јас тебе што човек си, кога дојдеме кај Бог во молитва речеме Господе, еве оваа личност, ти знаеш што ми направи. Ти знаеш како ме повреди. И се вика дека е сменета. И јас немам скенер да му го скенирам срцето и да видам што се случува во неговото срце. Ама ти го познаваш неговото срце. Покажи ми, Господе, дали Марко е синоним за секој што ти сгрешил и ти вика, ама јас се променив. Дали Марко се променил? Мислам дека многу подобар пристап е тој на такви животни ситуации, отколку не ќе ме со тебе ништо да имам. Подобро да речеме, Господе, ти покажи ми дали личноста се променила или не. И некој пат сме донеле, верувам дека некој пат сме донеле лоши проценки во однос на тоа кога луѓето викаат, јас се променив. Ние сме рекле, те знам јас тебе или го знам јас него. И дури и кога сме донеле такви лоши проценки, кои можам да кажам, не е касно да се покајаме, бидејќи јас верувам дека апостолот Павле се покајал прату. Иако пак е речел, си ја дам слободата да го мислам тоа.
Ама верувам дека он си рекол, најшто сгрешив ја во однос на Марко. Марко стварно е доверлив човек. Како знаеме дека апостолот Павле го сменил мислењето, во еден момент вика, не сакам со него да служам, во следен момент вика, сакам да служиме заедно. Не само што сакам, туку и служиме заедно. Ако има некоја личност која што Бог те донел во животот и ти си рекол, ма те знам јас тебе и така натаму, а испадно дека не го познаваш баш, рече Господе прости. Дури на личноста, прости. Ако личноста знаела да ни каже нас прости затоа што не повредила, па можеме ние да кажеме прости затоа што погрешно те проценив. Верувам дека тоа е важна лекција која што учиме од апостолот Павле, затоа што апостолот Павле бил доволно верувам понизен и доблесен да го смени мислењето, да не се држи тврдоглаво за тоа дека не, Марко е таков и готово до крај на животот ќе остане таков. Не. Секој пат кога им викаме на луѓето, те знам ја ти каков си, и тоа го викаме врз основа на тоа какви биле ни во минатото, ние на некој начин не доведуваме во прашање Божјата способност да ги промени тие луѓе. Кога викам те знам како се биејќи така беше пред 5 години, а што во тие 5 години Бог не може да вдействува? Не може да го смени лично, да смени таа личност? Може. Ако може, доаѓаме кај Бог и викаме Боже, ти покажи ми што се случува во срцето на оваа личност. Сега, ако имаме нешто што можеме да го научиме од животот на Марко, сигурно има многу работи кои што може да се научат. Ама една од работи кои што ги учиме од неговиот живот е дека никој пат не е предоцна да го напуштиме Јерусалим и да тргнеме во служба. Односно да го напуштиме Јерусалим и да почнеме да одиме во местата и во областите кои што Бог ги има за нас во нашиот живот. Тоа бара покаяние, ама никој пат не е предоцна. Ако си во кожата на Марко, ако си во негова ситуација, не е доцна. Не е доцна да речеш, Боже, овој дел од мојот живот не е предаден. Овој дел од мојот живот е насочен кон Јерусалим. Сакам ти да го земеш, сакам ти да ми прости за тоа и сакам ти да го обновиш и да ми даде сила да тргнам по таа патека која што ти имаш за мојот живот. Ако не си во кожата на Марко, биди во кожата на Варнава. Биди оној кој што кога ќе видиш дека некој заглавил, дека некој се соочува со последиците од својот грев, од своите погрешни одлуки и така натаму, биди Варнава и речи што е тука? Ќе трпиш привремени последици од тоа што си го направил, ама ајде да се молиме, ајде да видиме како понатаму да продолжиме. Затоа што Варнава на некој начин не верувал во Марко, ама му помогнал на Марко. Бил тука за Марко, Марко станал тоа што станал. Ако не бил Варнава, ќе бил најверојатно некој друг. Ама зашто да биде некој друг кога можеш ти да бидеш? Не викам дека ова е повикон, ај ќе бидеме месии, спасители, па сечи проблеми ќе решаваме во животот. Ама некој пат верувам дека Бог ни кажува длабоко од нас, ни дава некој убедување дека ово е твојот Марко. Биди тука за таа личност, моли се за таа личност и биди инструментот преку кој што Бог ќе работи во животот на таа личност.